и добро ни дојдовте во емисијата Разговор со магистер Киро Бојаджиски. И во оваа емисија ќе ви даваме совети и ќе зборуваме за подобрување на вашето здравје. Посебно ќе посветиме внимание на луѓето постари од 40 или 45 години, а ќе зборуваме за воспаление на црниот дроб и жолчката. Како што кажа во најавата, разговараме со магистер Киро Бојаджиски. Добро ни дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Пожелувам да нема вакви заболувања, затоа што се работи за органско заболување, но тука сме и колку можеме да помогнеме со лековите и билки луѓето да бидат излечени, да бидат здрави и да бидат и среќни. Така, со овие емисии помагаме на некој начин, еве луѓето кои не следат, а доста не следат, да можат да си помогнат и да се излечат од повеќе болести, за оние за кои разговараме, за разни болести разговараме во емисијата, а во оваа емисија ќе посветиме внимание на чаеви за црн дроб и жолчка, односно за воспаленија. Јас споменав во најавата дека ги зафаќа луѓето повеќе од повозрастни од 40 или 45 години, можеби 50. Зошто е тоа така? Кои луѓе страдаат и кои се причините за воспаленија на црниот дроб и жолчката? Односно, на што треба да внимаваат луѓето за да не дојде до вакви воспаленија? Повелете. На жалост, тоа е органско заболување, потешко органско заболување, воспалението не е врзано со жолтицата или жатницата, како ние си ја викаме, но во секој случај мора да кажам оно што е вистина. Црниот дроб е најголема жлезда во човечкото тело. Во него е сместена и жолчката. Функцијата на црниот дроб е прво пречистување на храната што ние ја внасаме, односно прво пречистување и на крвта, а сите што има да има отровни материи во тој момент црниот дроб ги на некој начин евакуира и ги испраќа во жолчката или преку бубрзите тие биват исфрлени во системот за мочање, но и во секој случај мора да се знае заболувањето на црниот дроб и на жолчката доведува до само затровување кај човекот, затоа што вишекот на жолчна киселина не може да исфрля организмот одма и доваѓа до воспалување која се манифестира со отоци на црниот дроб, со болови на десната страна, кај човекот го нагонува на повраќање, некои добиват и потешки форми на пролив, но во секој случај луѓето кои имат вакви тешкоти со црниот дроб лошо спијат, имат перманентно болови, често пати и тупави онака на десната страна под лажичката, како викаме ние, и на десната страна под ребрата, но луѓето се на некој начин истоштени, не може да спијат, имат постојано болови, губат дел од апетитот и едноставно нивната ориентација, ако не му се помогне, се праша што ќе биде со мене и што е со мене, до сега бев здрав од овие неколку дена, од тај празник или од таа свечаност. Да, го доаѓаат можеби болките, така? Да, од мене почна да ми станува лошо и луѓето се нервозни, исцрпени и имат тешкоти со варењето на храната во секој случај, па се тоа манифестира после со појава на запек или на диареја, мислам на проливи, па од тие причини заштитата на најголемата жлезда на црниот дроб од разни воспаленија, дали се тоа гливични или бактериски или вирусни, или мешани од сите тие три агенси, може да се доведе црниот дроб во многу лош состојба, а со тоа и здравјето на човекот да биде битно пореметено. Да. Симптомите се кажавме, болката, но ги зафаќа, рековме луѓето, дали над 45 години. Дали има разлика повеќе да ги зафаќа жените и мажите или? Жените се поосетливи во секој случај и поради тоа што тоа е период кога жените се уште се плодни, мора да скренеме внимание на исхраната, на хигиената на рацете, хигиената на мокрите чворови, но и изборот на работното место често пати многу влијае, за тоа што може работното место да биде една од причините за почесто воспалување или за перманентно воспалување на
црниот дроб на луѓето, особено кај жените. Дали е неопходна операција? Тука ќе зборуваме за чаеви кои може да помогнат при ваква состојба, затоа што луѓето се јават на лекар, имаат јаки болки и станува збор за воспаление, нели? Но од кога ќе се смират воспаленијата, колку често може повторно да се појават? Многу зависи од начинот на исхраната. Така, значи исхраната е клучен момент тука. Така е. Храната и водата. Ти може воспалението да биде и хидрично, ако се работи хидрично, предизвикано од вода, или други течности кои човекот ги зима, кои не се здрав, кои не се хемиски и бактериолошки исправни. Так. Па од овие причини мора секој што имал такви проблеми да го едноставно промене начинот на живот, да го поштува своето здравје, само почит да има према своето здравје, да не пуше, да не пие загадена вода и да особено мокрите чворови, бањите мора да бидат апсолутно прочистени, дезинфекцирани и доведени у една сосема здрава животна средина. Потоа доаѓа начинот на исхрана, брзата храна треба да се елиминира, многу масна храна да не се зима, да не се прејадува, особено кога се оде на прослави. Тога се забравяме, а не само што се прејадуваме разна храна која што може да биде и ваква и онаква, но често пати знаеме и да се препиеме, а пиењето е лош сојузник на црниот дроб, затоа што алкохолот прво преко устата и преко стомакот прво ќе дојде во црниот дроб. Е тешко сега на црниот дроб, дали може сето тоа, и мастите, и солите, и лутото, и никотино, што се пуше, и да кажам, и алкохолот да може благовремено да ги изврне, за да може човекот да биде здрав, да биде нормално здрав. Но сето тоа црниот дроб не може да го направи ако е количината голема. Црниот дроб е навистина преоптеретен, он се труди да му помогне на човекот, но може до одредена граница. Како што е, да кажеме, 100 удари еден боксер ќе издржи, а 101 ако е млак и мало, он ќе падне. Така и со црниот дроб. И он може до таа граница и прекомерно малку повеќе, но не може се да направи ако човекот сам го малтретира својот црн дроб. Затоа природата дала изворени билки кои може да помогнат при ваква ситуација, односно при воспаленија. Разговараме за црниот дроб и жолчката. Имате подготвено неколку комбинации од лековити билки кои може да помогнат на луѓето кои веќе имале воспаленија, да се смират воспаленијата и да бидат понатаму поретки, односно да не се случуваат. Да споменеме кои комбинации на чаеви ги препорачувате и за која група на луѓе? Само да нагласам, почестото оптеретување на црниот дроб доведува до појава на цироза, до распад на црниот дроб. У најлоша форма, дај Боже да не се деси тоа што ќе го речам, но у најлоша форма, ако црниот дроб е толку често и многу малтретиран, може да има и појава на канцерогенни болести, односно рак на црниот дроб. Тога и на човекот многу лошо му се пише, може да заврши катастрофално лошо, а дај Боже до тоа да не дојде. Затоа и ја апелирам се да биде умерено, да се јаде здрава храна и храна почесто, па помалку, повеќе здрава храна, така. Така е, здрава храна, здрава вода, здрави напитоци, со здрави и чисти раце и у здрава животна средина дома и на работното место. Така. Поверете да ги споменеме чаивите кои може да помогнат при вакви воспаленија. Нема потреба од тоа, како луѓето и ме прашат понекогаш дали кога ќе иде треба, кога ќе иде кај доктор, преплашени дали треба и да биде оперисан. Што е тешка форма веќе на лечење. Тоа го знаеме сите, дека мине ножо остава трак. Не можех да биде исто како што е било пред операцијата. Ја отворено зборувам и советувам дека нема потреба од операција, затоа што постојат лековити билки кои што се многу по-сигурни и многу по-лековити отколку оние што ги произведува индустријата за фармацевтски лекови. А сами знаеме дека антибиотиците се веќе исфрлени и они не може да му помогнат на човекот и ако има воспаление од бактерии, гливици, а за вирусите да не зборуваме, они воопште не се осетливи на антибиотиците, по тие причини едино било кој часопис да погледате по однос на здравјето или за реклама ќе видите дека станува збор
само за лековити чаеви од билно порекло. Да. Па ете и јас такви ќе предложам. Првиот чај за работоспособни луѓе е составен вака, да биде составен од невен, само цветот невен 50 грама, цикорија корен, цикоријата нашиот народ ја познава и Да, сме споменували често цикоријата. Да, се прави кафе од неа, кафето од цикоријата се вика дивка, 30 грама и камилица 40 грама. Овие смеси се здробат и се мешат, но и треба да се прават на овој начин. Со 400 грама врела вода, тоа се 2 чашки, да биде попарена смесата од овие билки и да биде варено околу 5 минути, не повеќе, и тоа повеќе не заради невенот и камилицата, него заради цикоријата. Кое што апсолутно коренот од цикоријата бара малку поголемо време, но треба чајот да отстое у најмала рака 1,5 до 2 часа покриен и од кога ќе се овлада да биде прецеден. На овој чај добро е да му се додаде и шипки од плодови од шипки, заокружено околу 30 до 35 грама, и да се пие со додаток со природен мед и да се пие неколку пати во тек на денот. 3 до 4 пати минимум, особено навечер пред спање. За која категорија на луѓе? Тоа е за овој чај? работоспособни, баш за луѓе, како вие споменавте, некаде од 35 до 45 години. Вториот чај е малку за повозрастни луѓе, да кажеме, оние кои превалуваат веќе 50 на години. Чајот го вака компонираме. Матичина 60 грама, свила од пченка или мустачи, како нашиот ја вика, да кажеме по наше, за полесно разбирање, 50 грама. Коса од пченка некој ја вика. Да, коса од пченка. Нашиот народ, било кој да питаме, ќе рече да, мустаки од пченка. Останало од оноа кога се маскирани луѓето и децата и така натаму. Шипки плод 60 грама и мајчина душица 60 грама. Овој чај е неверојатно лековит, брзо помага да се елиминират бактериите, гливиците, но и вирусите, и за кратко време, да кажам, и со едниот и со другиот чај, состојбата на црниот дроб се подобрува за непуни 15 дена. Значи, треба да се зима 4 дена, 1 ден одмор, потоа па 4 дена и 3 по 4 и 3 дена одмор, тоа е 15 дена. Па нека го применуваат луѓето, нема никаков ризик и состојбата ќе биде подобрена не за 15 дена, ќе биде подобрена после 7-8 дена, но треба да се зима до крај, до 15 на дена, за да се наполно санира состојбата на црниот дроб. Треба да се, да кажам, дека има и трет чај, онака за изнемоштени стари луѓе, моја генерација, кои не се многу дисциплинирани и многу често ќе зима неколку дена, па престане, па посегне по чашката, па пуше, па што ли нешто, се праве што не треба и на некој начин ги советувам да не послушат, да престанат да пушат, да не пијат алкохол и да го применуваат овој чај, кој многу лесно може да го најдат и да со многу мали пари да се санират својата состојба, но и да бидат предпазливи, да водат сметка од исхраната, за која пред малку зборувавме. Овој чај е овако, ајдучка треба 30 грама, неа има бела и жолта, но има и плава. Во нашиот крај има бела и жолта, плава има малешевијата и пијанецо. И сеедно дали ќе ја најдат жолтата или белата, сеедно 30 грама. Божи дух или ментол, како се вика во соговијето, 60 грама. И жолт кантарион, има и црвен кантарион, 30 грама. Билките треба да се добро иситват, избешат и да овие 3 билки заедно со шипки не се варат, него се попаруваат со околу 400 до 500 грама врела вода, 2 лажици од нив, да се попарат и да остојат 2 часа. Се пие 4-5 пати, дури може и на место водичка да човек да се напие, нема никаква штета од тоа, особено треба пред спање. На оваа категорија луѓе ја апсолутно препорачувам да престанат да пушат, да не се движат во простории дека има дим и да не посегнуваат често пати онака од стрмост према
ракијичката или винцето, затоа што лош сојузник е и го намалува дејството на растенијата, на алкалоидите, лековитите, што ги има елементи во секое растение, особено кога за овој третиот зборуваме, многу често ајдучката треба, кантарионот и Божиот дух го губат своето дејствие онолку колку што природата го дала во нив, затоа што природата дала, тој ќе расипе. Наместо да поправи и да се ориентира према силата на Божите растенија, тука он ќе направи пакост. Особено ако пуши и ако почесто сака да цугне помалку од ракијичката. Овие чаеви треба да се зимат на исти начин 4 дена, 1 ден одмор, пак 4 дена, 1 ден одмор и овој чај за возрастните луѓе треба да потрае 2 до 3 недели најмалку. Од прости причини што кај тие луѓе битно е пореметен и имунитетот. Па една од причините, да кажам, за појавата на воспаление на црниот дроб и на жолчката, Немалување на имунитетот. да, опадна на имунитет, а опаѓањето на имунитетот не станува за 2-3 дена. Опаѓа имунитетот ако е причината за неговото опаѓање присутно 2 до 3 месеци. Па се појаве слабокрвност кај човекот, нема природна отпорност или заедно едно и друго и кога ќе иде, ако иде да го анализират крвта, ќе му најдат недостиг на железо во крвта, недостиг на премногу масти во крвта, недостиг и на другите елементи, не само на железо, него и другите микроелементи кои што ја сочинуваат, што го сочинуваат квалитетот на крвта. Па од овие причини нека не послушат и нека прават така како што рековме, за многу мали пари, без одење многу по амбуланти и болници, луѓето треба да не послушат и за кратко време ќе си ја вратат здравствената состојба онаква како што била порано, дури и подобро. Но да напоменам, обавезно е диетата, обавезно е водењето сметка за тоа што го рековме дека мора исхраната да биде онака како што викаме хигиенска, со многу овошти, со многу зеленчук и да не ми се љутат никој, лукчето никако да не го забрава. Оти лукчето е... Не го забравате ни вие никогаш во емисија за да го споменете, да. Така е, ама Луко и мене не ме забрава. И ја не го забравам и он мене не ме забрава. Па така, ако сакаме да бидеме здрави, работоспособни, па и да имаме здрав пород, и да бидеме продолжено здрави, живи, привлечни, тоа зборувам и за дамите и за мажите, треба да не послушат и да постапат така како што сега ги советувавме. Така, тоа е во однос на црниот дроб. Дали исте билки препорачувате и за жолчката, така? Тие се и за жолчката со тоа што да се воде многу сметка, да не се пие газирано и да не се пие вода која што има многу вар во неја. Да. Што се јавува при тоа? Црниот дроб не може да ги изфрле тие сите што ги има, а филтеро што го направи црниот дроб, отровите и да кажеме оние елементи кои се најмалку разлагат минат во жолчката. И тога жолчката се продолжува и стане, не знам дали сте имале прилика да видите, изгледа како средно голема краставичка. И натечена, полна, преполна со талок. И тогаш се јавуваат болки. Тогаш се јавуваат перманентно болки на десната страна, човекот не може ни да леже на таа страна и добива, во секој случај добива и непријатна боја на лицето со која многу лесно може човек да го препознае дека он има оболени бубрзи и дека има проблеми со жолчката. А жолчката е орган во кој се собират сите отровни материи, но малку се знае дека од жолчката добар дел од соковите одат директно во стомахот и го помагат варењето на баш таа храна која е тешко сварлива, како што е во овој случај мастите, премногу целулоза и така натаму. Тие не се отрови за човечкиот организам, него го помагаат варењето во стомахот и на некој начин служат барабар заедно со корисните бактерии, гливици и енцими во стомахот помагаат варењето да биде добро и да тај сварен дел на храната лесно мине преко црниот дроб, потоа се знае дека оде во крвта како здрава храна
и да го храни секој дел на човечкиот организам, секој ткиво, па и секоја клетка во човечкиот организам. Так, понекогаш причината, односно почесто причината за појава на воспаление на жолчката се каменчиња или можеби ситен песок во жолчката. А дали овие чаеви можат да помогнат и при исфрлање на вакви каменчиња од жолчката? Секако, они и дробат, овие растенија ги дробат каменчињата и од каменчиња се ствара песок, а од песокот се ствара талок кој многу лесно може да биде жолчката и она има контракции, може да ги исфрле на соодветен начин, најчесто преку, да ми простите, преку мочката. Така. И сега може, тој кој има такви проблеми може слободно да види дека неговата мочка е обоена, има килибарена боја, па понекогаш во колку се претера со нешто може да има и појава на крв во мочката од тие причини што излегува песокот и не се задржува во бубрезите, доваѓа во бешиката, па од тамо го напаѓа и простатата, но и мочоводниот канал, со што се ствара тешкоти и болови, и пецкање. Тоа го има и кај мажите и кај жените, и многу лесно, ако земе да примете дека има таква појава, знак е дека има воспаление на жолчката и дека е започнал процесот на дробење, на ситнење и на исфрлање на каменчињата, не него на песокот и талогот од жолчката. Така да се има поверение во овие билки и во овие чаи што ги кажавме, значи не само црниот дроб, него и жолчката ќе биде излечена. И во однос на исхраната кажавте овош е зеленчук, но што е со јајцата? Обично нели дека жолчка која си има воспаление на жолчка, луѓето дали има поврзано со такво нешто? Не треба да јадат јајца, не треба жолчка и нешто слично. Прашуваат често за тоа. Јајцата се едина видлива, да кажеме, клетка во која има се. Има мембрана, тоа е лушпата на јајцето. Има протоплазма, која што е како во секоја клетка протоплазма има. Има јадро, тоа е жолчката. А во колку е оплодено јајцето, има и внатре бела или жолтеникава или килибарена една точка, да кажам, што представува заметок. Тоа е идното пиле. Тоа е животот кој е конзервиран во таа клетка. Па секоја клетка во човечкиот организам има таков состав како сега зборуваме за јајцето. А жолчката на јајцето е првата почетната храна и последна храна на живото пиле кое е створено во јајцето. Па сега проблемот е во друго. Беланчевините, протоплазмата на јајцето се многу лесно сварливи. Додека жолчката има поголеми и многу поголеми количини на масти. И не се само масти, него има повеќе масти. И во колку некој човек изеде, наместо да изеде како е речено насмешно, насмеа у Кина, јади јајце и пол, ако јадеш две ти не си кинес. И ако јаде навистина повеќе, он го замастува организмот. Не може. Значи, повторно дојдовме до онаа констатација дека треба да се јаде умерено се. Умерено, особено. Значи не дека не е дозволено, туку треба умерено. Може да јаде јајца, како што правиме, да јаде и омлет, да јаде кајгана, да јаде лепшиња, пржини и така натаму, но не и да се прејадува со содржината од да не преоптеретува количински. Од жолтката заради присуството на мастите и на масти кои се потешко сварливи. А тие во науката се викат липиди или липоиди. На човекот му треба мали количини на масти да го одржава својот живот нормално. Но ако ги има многу, тие се претварат во шеќер, па потоа може да има шеќерна болест или да има тегоби со црниот дроб. Преоптеретеност дава на жолчката и на црниот дроб. Добро, верувам дека се кажавме во однос на, односно повеќе кажавме во однос на воспаленијата на жолчката и на црниот дроб, така? Да. И да се уопште престане со пушење и пиење. Затоа што нема да делуват билките кои ги споменуваме често, да. Па, особено така, јас се обраќам до идните мајки или мајки кои се веќе мајки, да имат почит према плодот што го носат во себе, да не се десе со тоа што они ќе уживат. Пушењето е приватно уживање. Да не посегнуваат по чашата, за тоа што треба да го прашат тоа што го носат, но не пиеле му се раке, пушеле му се. Ако добијат одговор, нека прават така, ама ако не добијат одговор, треба да престанат апсолутно да не пушат, да не пијат, да не посегнуваат многу често и по други недозволени средства.
Така, и не само мајките, туку и луѓето кои често имаат вакви проблеми. Okay. Ви благодарам повторно за учеството во емисијата и за несебичните совети кои секогаш ги давате на нашите гледачи. Разговараме за разни болести кои можат да се ублажат симптомите доколку ги користат ваквите лековити билки. Благодарам и на вас. Пожелувам добро здравје на сите што ве гледат, а ве гледат многу. И се луѓето благодарни, навистина се благодарни од овие емисии за тоа што еве од оно што на мене ми е речено, дури ми е непријатно да кажувам дека луѓето се премногу благодарни дека се лекуваат со лековитите билки и дека со многу мали трошкови и друго се враќат живи и здрави после 10-15 дена на работа или во фамилијата од има среќа и радост. Да, ги наоѓаат, ги берат и ги користат лековитите билки. Тоа е добро дека на некој начин помагаме со ваквите емисии. Ви благодарам уште еднаш, се гледаме повторно во следната емисија. Благодарам и ја на вас. Почитувани, тука ја завршувам емисијата разговор со магистер Киро Бојаджиски. Во оваа емисија разговаравме за воспаленија на црниот дроб и жолчката, а веќе следната емисија разговараме повторно на интересна и доста актуелна тема од која страдаат повеќе луѓе. Ви благодарам за вниманието, се гледаме следната емисија во истиот термин. А вие до тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите гости. Довидување.